Јас се мислам дали да се тетовирам или не. На моето тело досега немам ниту една тетоважа, но тука е Симона, една од најдобрите артисти за тетовирање во Македонија. Па кажи ми, Симона, вака според тебе, која тетоважа би ми одговарала највише и на кое место? Па мислам дека Оганча, затоа што знаеш да поставиш многу жешки прашања, а за место ќе видиме. Ќе пробаме. Ајде, ќе смислиме нешто. Добро, Симона, оставиме сега мене на страна за малку подоцна. Сега би сакал да разговараме. Слушнав дека во твоето студио доаѓаат многу познати личности од македонската естрада, па би сакал малку да откриеме за нивните мечти. Симона, кажи ми како си денеска? Здраво, супер сум. Пред се фала ви што дојдовте кај нас, па може да почнеме. Да откриеме нешто. Ајде, Симона, кажи ми како изгледа еден работен ден и низ какви предизвици поминуваш? Па секој ден е различно. Мислам, супер не изгледа. Јас сакам работата, ова е нешто што сум го сакала уште од мала, така да секој предизвик е супер. Мислам, добро дојден. Симона, кажи ми од каде потекнува љубовта за тетовирањето? Уште од мала ги гледав Miami Ink, така да беше многу добро познато на моите дека ќе продолжам со такво нешто. Така да таму. А и претходно, како мала имам многу цртано, имам освојувано први места на неколку надпревари во Македонија и едноставно мораше да се негува тоа. Да. Какво беше мислењето на твоите родители кога им кажа дека сакаш да се занимаваш со оваа професија? Првата тетоважа ја ставив на 16 години и бев со мајка ми, така да имав скроз голема поддршка и до ден денес тука ме поддржува да си го остварам нели мојот сон како што си го оствари веќе, имаме студио со мојот сопруг, така да се најдобрата поддршка во животот што сум ја имала. Кажи ми, дали имаш наследено оваа професија, дали некој од твојата фамилија претходно се занимавал со слично или не, ти си првата? Не, јас сум првата, а татко ми има цртано малце, кога бил млад, меѓутоа никој со тетовирање ништо, значи јас сум единствениот тату артист во нашата фамилија, да. Кажи ми, што беше најтешко да се научи околу тетовирањето? Се. Значи, тетовирањето воопшто не е лесно, како што мислат луѓе во денеска, дека си седиш и си црткаш така нешто. Значи, прво работиш со луѓе, работиш со кожа, треба да внимаваш на многу работи, така да не е ништо лесно. Кажи ми, кои се основни техники во тетовирањето? Дали има некои посебни процедури, дали има нешто што треба да се научи посебно или? Да, треба да се научи многу за хигиената, затоа што тоа е најбитното. Во се треба да се научи комуникацијата со луѓето, значи треба да си многу трпелив, затоа што ти доаѓаат секако различни карактери и треба да им ја погодиш тетоважата, треба да знаеш што правиш и треба да имаш искуство со цртање претходно. И со тетовирање секако, нели? Некои основни техники, кои се први што се учат? Линии, малце сенки, боја, значи се. Дали треба да имаш некој талент за да бидеш тату артист или може да биде секој што ќе посака? Па секој што ќе посака може да биде, ама мислам дека сепак ако имаш претходно знаење со цртање, например јас имам завршено средно уметничко училиште, потоа дипломирав на факултет за ликовни уметности, значи тоа се веќе 8 години поминати со цртање и верувам дека мене ми е многу полесно него ли на некој што има само желба. Значи кај него ќе биде многу потешко, а дека може, со труд и со љубов може. Кажи ми, дали некогаш си помислила да се откажеш и дали си имала некогаш некои тешки моменти? Да. Ми доаѓало да се откажам во моменти така кога ќе имам премногу работа, кога немам, не знам, кога било све too much. Значи кога сме имале промоции, доаѓале по 40 луѓе дневно, тетоважи, пирсови, све, некако тогаш ми било како леле чекај, да се издишам малце, затоа што ми било така too much. Напорно. Да, напорно. А иначе да се откажа вака од друга причина некоја за во однос со бизнисот или со нешто такво, не. Супер не било секогаш. Кажи ми, дали имаш некои напорни клиенти, некои што не знаат што сакаат самите од себе, некои проблематични или? Па се случувало, така некогаш некој да не е сигурен и секогаш кога некој не е сигурен, јас и мојот тим во студиово не ги тетовираме затоа што не може да не си сигурен. Значи ова е за цел живот и стварно треба да ти се свиѓа, да бидеш сигурен, да го сакаш тоа и од сега па за 5 години. Мислам, луѓето се менуваат, размислувањата се менуваат, може ќе ти се свиѓа, не ама сепак. Значи не е поентата само да се покриваат тетоважите, туку да си ја ставиш стварно и да ти се свиѓа и од љубов, да.
Кажи ми, кои се моментални модни трендови во тетовирањето? Дали има нешто што моментално е тренд или тоа зависи е различно? Па сега нешто во последно време све гледам дека девојчињава сакаат fine line tattoos, така да јас ги правам и тие. Машкиве се поиша на реализам, така да ја не го следам тоа. Значи сега ако е трендот да се ставаат тие татуажи, значи сепак сметам дека човекот треба да дојде тука со тоа што го сака он и тоа да му биде истетовирано. Имаме повеќе артисти во студиото, сите си имаме различен стил на тетовирање, така да за сите клиенти имаме по нешто. Кои тетоважи ги правите најчесто? Кои тетоважи се најбарани? Срциња, мечиња, лав, ружи, така. Дали има некои тетоважи кои тебе не ти се допаѓаат да ги правиш или ти е преку глава од нив, што избегнуваш онака кога ќе ти доаде да тетовираат, ти е преку глава? Не правам реализам, тоа ги прави мојот сопруг и секогаш кога имаме такви тетоважи ги прави он, претежно се тоа. Портрети, лав, рис, волк, ружи и такви работи. Порано беше поише саат и ружа и тоа беше некако, да, тоа беше некако најчесто и не знам, мислам дека имам направено преку 20 тетоважи слични и веќе не. Значи доста беше. Таа ти е најтешката. Да. Кажи ми, што би им препорачала на младите што би сакале да почнат со тетовирање? Што би ги советувала? Да се едуцираат, прво, да не порачуваат машинки и игли од тему, значи да се едуцираат за хигиената, за тоа како што треба да биде се, значи ние вршиме и обука кај нас во студио, така да може да дојдат чисто на разговор, да ги посочиме каде треба да идат и што да купат, за да не се случуваат нели несакани дејства после тоа со луѓето. Кажи ми сега кои македонски познати личности ги имаш тетовирано? Имаме повеќе, јас ги имам тетовирано Диана Оджи, Тамара Волчевска, Луна Бејков, Ивона Јо, Зои Блаш, сопругот Кристина Димитри и не знам, уште неколку, така, различни. Што тетоважи имаш правено на нив и на кои места? Многу тетоважи имам правено. На Луна имам правено 2 и беа први тетоважи и супер поминавме, супер беше задоволна. На Тамара имам направено, па може преку 10 тетоважи, на Ивона исто така неколку тетоважи имаме правено, а Диана цела. Скрос. Значи сите тетоважи на Диана, освен една или 2 тетоважи, се правени кај мене. Кажи ми, која јавна личност следно би сакала да тетовираш ти? Од кај нас? Па може и од светот, ами од кај нас. Па мислам дека може да биде Антонија Гиговска. Што би истетовирала на неа? Па нешто силно. Нешто што ќе има со силно значење. Ќе одговара на нејзиниот карактер. Баш така. Кажи ми, која била најлудата тетоважа што ти ја побарал до сега некој клиент и на кое место? Во Грција имавме студио 3 години поред. Таму беа стварно најлудите тетоважи на интимно место. Машко и женско, да, на интимно место си ги става иницијалите. Значи, тетовирате интима, доколку има некоја желба. Па во Македонија до сега се случило, кај нас во Скопје имам тетовирано 2 или 3 пати на женски, на машки не, меѓутоа во Грција да, на машките почесто беше тоа. Претежно ги правеше сопругот мој, пошто ми беше малце непријатно, така да. Него како му беше да ги тетовираш? Непријатно, скроз непријатно, мислам, тоа е така, меѓутоа е си професионалец, ја работиш работата што треба да си ја сработиш. Тоа е склоп од работата. Така да нема бегање. Кажи ми, дали си имала и некои непријатни моменти додека си тетовирала некоја личност? Па додека сум тетовирала, не, сум имала непријатни моменти со клиенти отпосле, кога ми пишувале за кафе. Така да тоа ми било нешто така иначе непријатни не. Скроз мислам тоа не е дека не е непријатно, него така чисто некако се губи професионализмот тука. Знаеш, сега јас сепак сум тату артист, ти си ми клиент и мислам дека тоа е тоа. Да. Во ред Симона, ти благодарам на прекрасното интервју што не прими тука во твојот салон. Ти посакувам многу среќа и само успеси. Фала ви, сепак што дојдовте, еве и тебе да ти направиме една тетоважа следен пат, така да ве чекаме пак да дојдете.
Денеска тука со нас е Меги. Меги има огромна љубов кон тетоважите и одлучи денеска повторно да се тетовира кај Симона. Кажи ми, Меги, што тетовираме денеска? Ќе видите за кратко, ама сигурна сум дека ќе биде нешто виолетово, дека ми е омилена боја, а и сигурна сум дека ќе испадне супер. Ајде, Меги, да видиме. Ќе видите. Јас сум Симона, а вие гледате Hype Македонија.